Има два елемента тука. Тука е како државата функционира и како државата може да ги поправи работите. Една од работите е внатре, нели, да си направи реформа и да почне да функционира. Што гледаме 35 години оваа држава оди многу тешко. Мораме да видиме рака на срце да ставиме кога 35 години ТВМР, СДСМ, многу ни оди тешко одвнатре да промениме состојбата. Втората работа која што е многу важна и затоа граѓаните, јас мислам дека оваа држава сакаат Европска унија, едно е заради економскиот просперитет, а второ е за да имаат функционална правна држава, односно да имаат сигурност, да знаат дека има казнивост, односно да знаат дека законот важи за сите. Што е во голем дел на европските држави, еве да тргнеме од нашето соседство, од земјите кои што се во Европска унија, а кои што имаат втор степен на јавно обвинителство, односно на судство. Ја имаат заштитата на Европскиот јавен обвинител и на Европскиот суд на правдата. Значи, за нас е многу важно да го имаме и тој втор степен. Многу е лошо ако продолжиме политички да говориме обвинителот нечини, со тоа само ја потврдуваме негативната перцепција. Многу е тешко кога на некој му велите ти си катастрофа, да се покажеш дека навистина си добар. Тоа е исклучително тешко. Но гледаме дека во една Хрватска со самото приклучување кој на Европска унија имаме хрватски министри кои што ги гони европското јавно обвинителство, затоа што поголемиот дел на фондовите со кои што располага Хрватска не се само национални средства, туку се и европски средства. Еве го има. Добро, си го штитат они практично капиталот. Точно е, не системот функционира, системот се штити, го видовме тука и со нашите злоупотреби на фондовите. Мораше веднаш да се реагира. Не заради нашето обвинителство, туку заради европското обвинителство и заради европското судство и европскиот систем. Затоа на нас ни е потребна Европската унија, за да имаме економска благосостојба и за да може да профункционира системот со поддршка од надвор. Тоа го прават хрватите, го прават романците, го прават словаците. Ми се наметнува вечното прашање, дали вие мислите дека некој држава имаме сами сила тоа да го направиме или без Европска унија ништо не правиме? Јас нема да одговорам директно, меѓутоа ќе кажам дека е многу индикативно тоа што 35 години ние не правиме наши стратегии, туку чекаме од Европската комисија извештај, чекаме скрининг, чекаме план за раст, чекаме се да ни се каже што треба да направиме, па ние трчаме да завршиме или да не завршиме. Да бевме кадарни или да бевме обединети, што мислам дека е друга тема, ајде да не отворам друга тема, да бевме кадарни и обединети, сами ќе ја диктиравме агендата. Така и впрочем и со решавањето на проблемот со Бугарија. Чекаме се некој на нас нешто да ни даде, те гаранции да ни дадат, па да ни дадат решенија слично, наместо ние самите да бидеме тие кои што го штитиме, го градиме системот, ги градиме заштитните клаузили и одиме напред. Одиме напред со самодоверба дека не бива, дека сме способни, дека имаме капацитет, а не постојано со тоа државата, нели, како често се вели во. Зашто, мислам и Кирес тоа го спомена, зашто кога тука ќе зборуваме 12 месеци има криминал, корупција, луѓе мора нешто да се направи, институциите, политичките партии не се многу загрижени. Па и дел од невладините организации. Меѓутоа кога од Брисел ќе ни кажат дечки катастрофа вие, немате реформи или криминалот и корупцијата преполнет, сите унесва ќе паднеме и 500 конференции ќе направиме и работилници, предавања и така натаму. Зашто може да чекаме реален проблем. Зашто надвор чекаме некој да ни Александар што го каже е реален проблем, што навистина ние треба кога гледаме дека некаде шкрипи работата, така да се изразам, мораме сами да реагираме, не треба да чекаме некој надвор да ни каже, бидејќи јас верувам во мојот народ, во моите сограѓани дека имаме ние способни луѓе како да интервенираат и во судскиот систем и во правосудниот систем. Добро, зошто не се прави тоа? Пошто објективно не е најсијена работа, најблаго кажано. Немам одговор на тоа прашање. И би сакал да кажам дали сме ние способни сега што зборувавте, дали сме способни сами да направиме реформи или да си го правиме правосудството. Мислам дека во наредниот период ќе бидеме приморани сами тоа да го направиме. Веќе ние имаме реален проблем со влезот во Европската унија, имаме блокади, а не можеме повеќе вака да живееме во една ваква атмосфера каде што постои неказнивост, каде што луѓе кои се со докажан криминал не се процесуираат, каде што застаруваат случаи, каде што, значи имаме ние во изминатиот период криминалот ни беше онака
само ќе слушнеш на телевизија проневерени толку милиони како за 10-20 денари да зборуваат. Луѓето не замислуваат колку се тоа многу пари. И мислам дека во наредниот период ние сами ќе мораме да се заземеме, сами да направиме реформи во правосудството. На крајот од денот ВМРО ДПМН имаше предизборно ветување дека ќе се заземе за расчистување со правосудниот систем. Добро, што мислите? Да започне да владее право во Македонија. Многу често тоа се и оваа емисија многу повеќе луѓе, да речеме аналитичари, го спомнуваат дека определени политички и пред се економски центри многу моќни во државата се тие кои што имаат најголем отпор за ова да се направи реформи во судство, членство во Европската унија, од едноставна причина дека можат повеќе пари да се прават додека е вака. Да, мислам, за логично ви изгледа ова? Абе, знаете како, ако правиме сега вака теории, може се може да изгледа логично. Но се враќам ја на суштината и на темата која вие ја поставивте. ВМРО ДПМН имаше ветување дека ќе воведе ред во правосудството и дека ќе започне владење во правото. Започна, нели, цело време ја повикуваат Албанија колку била напред од нас, како работела со правосудството. Од Европска унија ни забранија да направиме ветинг во правосудството. Постојано ни викаат правосудството ви е во минус, 2% ви има рейтинг. Владата тргнува да менува нешто во правосудството, од Европска унија креваат паника, требало да се менува, не треба да интервенира. Тоа што треба да правиме? И имаше едно време Мицкоски убаво кажа: дојдете луѓе, кажете ми што треба да направам за да направам, бидејќи ми викаат ова не смеш, ова не смеш, ова не смеш, никој ништо не каже, само кажува дека не смеш да направиш. Во тој случај нормално дека ќе го разреши јавниот обвинител и дека нормално дека ќе мора да се воведе ред. Ја мислам дека во наредниот период ќе допрво ќе има кривични. Не, како со самата промена на јавниот обвинител ќе се воведе ред? Ќе започне да се менува целиот правосуден систем. Ако може, ќе започне да се отварат случаи кои сега не смеат или не сака да ги отвори јавното обвинителство случаите. На тој начин, бидејќи ако вие не гоните криминал, да, тогаш треба да внесеме и одговорност на суди и обвинители кои што не постапуваат. Има една друга работа. Народната како беше со Курто и Мурто? Се плашам дека ќе се заврши целата работа на Курто и на Мурто. Народски кажано. Односно, мислам дека немаме власт која што сака да има обвинителство кое што ќе и дише во врат. Зошто го кажувам ова? Многу е важно зашто. Затоа што ако сакаме да има власт која што ќе и дише обвинителството во врат, тогаш самата власт ќе предложи дајте да избереме некој кој што нема да се чувствува дека е должник на власта. Па самата власт, односно министрите, премиерот го кажува дека овој јавен обвинител и е должник на претходната власт. Ако еве да кажеме го разрешиме Трајче и го ставиме Петко според истиот закон, истиот пристап, Петко ќе биде или Ибрахим ќе биде или Фатиме еве нека биде. Добро, окей. Ќе биде должник на сегашната власт. Значи, ако сте детектирале проблем, ќе го решите системски проблемот, за да самите вие се чувствувате дека системот ви дише во врат. Да ви дам пластичен пример. Министерот се плаши дека Safe City му дише во врат. Се плаши затоа што и него ќе го детектира камерата. Значи, треба да се направи предлог каде што јавниот обвинител исто ќе го детектира премиерот, како што го детектирал и претходниот премиер, и пред 3 премиери, ако се прифати предлогот на ЛДП да има незастарување на делата, така ќе се оди напред. И тука е недовербата во Брисел, затоа што ја имам разговарано со нив што е проблемот. Ако вие дојдете на власт, веднаш го смените јавниот обвинител, го смените законот, поставите некој кој што ќе ви дише во врат и во наредните 12-24 месеци покажете резултати дека навистина различно функционирате во државата, сите ви кажат: дечки, браво, вие сте супер, како Исланд сте, направете референдум, ќе најдеме начин да ве пробуткаме во Европската унија. Ако вие се вртите во круг, не ги менувате работите, а кажувате дека со промената на личноста сте промениле се, никој нема да ви верува, затоа што 35 години испорачуваме недоверба. Добро, али промената на личноста поради повреди на процедурите, односно на веќе поставени правила кои според владата не се почитуваат. Што ако дојде некој човек кој што ќе ги почитува тие правила и процедури? Главниот аргумент не е во целиот наратив. Главниот аргумент е дека јавниот обвинител е должник на претходната власт. Не го говорам јас. Значи, еве, да не биде Емиловата интелигенција, вештачката интелигенција, изгуглајте, ќе видите на било кој модел на вештачка интелигенција, ќе ви каже дека тоа е главниот наратив зошто пречи јавниот обвинител, затоа што е должник на
претходните премиери. Така, ако се постави сега новиот јавен обвинител, кој што ќе биде после сменетиот, да кажеме, ако се случи тоа, ако се постави на исти начин, ќе им биде должник нови. Очекувате да биде должник? Значи вака, прво да бидеме јасни, треба да бидеме јасни дека треба да дозволиме граѓаните да стекнат доверба или нема да стекнат доверба по однос на реформите кои што ги правевме. Убаво каже господинот Црбов, значи по доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт, точно е дека бевме критикувани од Европската Унија по однос на наводите мешањето во судството, промена на државниот јавен обвинител И распуштањето на судскиот совет. И распуштањето на судскиот совет и во ред ние тоа го направивме, оставивме државниот јавен обвинител да покаже дали има разлика, дали навистина должи некому нешто и видовме дека од онаа статистичка грешка од 2% не се мрдна. Сега веќе топката е кај нас, бидејќи граѓаните бараат навистина реформи, сега за многу брзо од сега државниот јавен обвинител ќе биде сменет. Но дозволете, немојте да обвинуваме пред време. Сакам да дадеме простор на процесот во кој што ќе увидиме дека има разлика. Ние година и пол и претходно укажуваме на тоа дека секој оној кој што се огрешил треба да одговара. Јас еве не повикувам државниот јавен обвинител, ги повикувам сите надлежни во судската власт да земат да работат, да ги отвараат предметите, бидејќи исто така нотирано во извештајот на Европската комисија е дека судството не ги отвара оние предмети кои што важат за висока корупција, особено од представници од кои што се високи функционери. Тоа е навистина загрижувачки. Нешто кое што беше пракса во македонската јавност, секој ден навести нов скандал, нови милиони, нови милиарди скандали. Никаде не видовме процесуирање на правдата. И некако народот како да стана не само апатичен, туку и како да се навикна на вестите секој ден да се гледаат такви наративи. Сакаме да го промениме на вистината без разлика од која страна и да доаѓа и сме многу јасни во оваа определба. Впрочем и во ова наше делување од 16 месеци покажавме разлика дека без од каде и да доаѓа, без разлика на политичката припадност, ние немаме веќе време за чекање во. Но мора да се согласите дека со право граѓаните се скептични, да бидејќи овие ветувања за промени ги случуваме 30 години. Како ќе дојде нова власт, така се минува обвинителот и викаат дајте време да видиме има промени. И промена за жал не се случува. Тоа што првен беше виновен судскиот совет, никој не збори за начинот на кој што се избираат тие членови на судски совет. Како да биде независен судски совет, ако се знае е јавна тајна и по устав е кој ги предлага дел од членовите на судски совет, или колку од партиите се мешаат во изборот на членови. Како да има јавноста доверба кога ние не го менуваме начинот на избор, ние само ги менуваме луѓето. Детектираше убаво аналитичарот Црбов, така јас постојано предлагам, меѓутоа сум една, можеби кога имам мнозинство ЛДП од 80, побрзо ќе течат работите, пошто вака сите или може треба да бидам поагресивна па да ме слушнат, пошто вака не ги не ставаат на дискусија моите предлози. Како кога не го менуваме начин? Спомна господинот Црбов за одговорноста. Во законите може ние да ставиме одговорност на судија и на обвинител доколку гледаме дека свесно го држи предметот во фиока. Нели имавме на време таа судска норма, во судската администрација исто така сме се запрашале како функционира, па и таму можеби има некој што ги чува предметите, бидејќи тие луѓе, ако се сеќавате едно време, кога имаше пренаплив на вработување во шуми, дел од тие луѓе беа трансферирани во судската администрација. Ние со години го уруваме правосудниот систем и сега бараме грешката само кај судиите и обвинителите. Јас не ги штитам никој од нив, ниту па познавам некој од нив, ниту ме интересира. Меѓутоа кажувам дека довербата ќе менуваме само ако почнеме стварно суштински да ги менуваме работите. Ако ние само правиме промена на кадрите, нема ништо да се смени, затоа што она што точно е детектирано најголемиот проблем е политичкиот притисок и начинот на кој што се врши изборите. По едно време имаше претходната постава од кога дојде на власт 2016 дека нели ќе даде опозицијата да го предлага јавниот обвинител. Значи ние не ги менуваме суштински. Ајде да направиме еден закон, нека има критериуми за избор на јавни обвинители, нека се прави тоа јавно како што се прави за државната комисија за гонење односно за спречување на
на корупција. Дајте да ги видиме кои се луѓето. Не треба ние да ги детектираме, треба да го оставиме судството и обвинителството слободно да дише советот на обвинители и на суди и нека разговара за тоа. Повторно за вашиот медиум. Ние може да уредиме во законите, не може да им кажуваме сега тебе ќе те тргнам, тебе ќе те стане. Значи повторно еве за вашиот медиум нема да навлезам, мислам дека ги апсолвиравме овие теми околу дали тоа некој треба да си ја работи работата и да си ги отвори предметите. Ке се согласиме дека треба само да си ја сработат работата, да ги отворат предметите, да го сработат истото, без да има некаква селективност. Денеска, мислам дека и на колешката Моника и стигна порака од собранието дека е пристигнат законот за судски совет, кој што исто така е дел од реформската агенда, во која што се содржани измените по предлог исто така добиен и препораки од Венецијанската комисија. Така што за многу брзо од сега зборуваме за тема за која што веќе во собранието ќе има дека треба да се смени, само не знаеме како да се смени, така? Не, имаме веќе закон за судски совет кој што е пристигнат во процедура во собрание, дека начините да ги менуваме, а не да менуваме само кадровски. Пристигнате законот за судски совет во собранието и по она кое што можев и да го видам и да се информирам, се на вистина големо посветено внимание во заострување на критериумите, изборот, начинот, транспарентноста и така натаму, така што ќе имаме како пратеници дебата. Добро, ќе следиме во собранието, ќе видиме детали. Една минута ќе молам и за Бугарија само да разговарам. Safe City е одличен пример како дигитализацијата помага. И не е тука дека некој треба некого да нападне, па тие кои што се на власт треба да се бранат. Предпоставувам дека сите настапуваме со добри намери и можеме да разговараме. Како што си разговараме пред емисијата, луѓето не треба да мислат дека сме нени непријатели, не можеме да седнеме да си направиме муабет и отидеме после тоа кафе да се напиеме ако имаме различни ставови. Меѓутоа по една работа барем да се договориме што е можно повеќе дигитализација дури и во судскиот систем. Нас имаше случаи кај што и јакме системот го пронаверил. Значи тука гледаме дека штом работи тоа дигитално, јавно, транспарентно се објавуваат работите, без човечки фактор, Македонија функционира на многу поразличен начин, луѓето имаат доверба, ајде да се согласиме дека на тоа ќе му ставиме да кажеме акцент и таму сите ќе се никој не зборува тоа, ли мислам просто е неверојатно како за една недела Скопје од еден таков хаотичен сообраќај денеска се вози како во еден нормален европски град. 80% од луѓето ги почитуваат правилата магично и се во ред. И тоа на тест период. Да. Иако е тест период. Само да кажам дека сака може нешто. Ксенофобни, нити сме зли, нити сме неспособни, нити сме неуки да не знаеме да прочитаме закон. Ние едноставно не веруваме дека овој систем функционира еднакво за сите. И затоа ги тргаме работите на страна. Зашто сме толку песимисти за иднината на државата? Генерално затоа што гледаме дека работите не функционираат подеднакво за сите, затоа што има неказнивост за одредена категорија, а казнивост за друга категорија. Еве да не легувам кои се казнивите, кои се неказнивите, но тоа е генералниот пристап. Зашто да ти плаќам данок ако ти ги ставаш парите во джеб? Но ако ти платам данок и гледам дека од тоа си изградил, си исчистил, си направил, тогаш ќе има мотивација. И тука треба да работиме на подигање на свеста зошто ја градиме државата. Зошто сме се определиле да имаме држава која што ќе се вика Македонија и која што ќе ја градиме? Затоа што имаме доверба дека можеме да се договориме да ги направиме. Затоа не треба да се песимист. Работите и не сум либералите во принцип се оптимисти. И тука се разликуваме малце со демохристијаните. Тие се попесимисти? Малце попесимисти, ние сме пооптимистички, поотворени, повеќе веруваме, демохристијаните се повлечени, приказната зошто македонците викаат кога ќе на запад ги почитуваат вика правилата. Нели тоа беше целорен приказната, зашто? Еве ставија камери и дома ги почитуваат правилата. Значи треба да се воспостави некаков принцип на работа. Тоа важи ако е за сообраќајот, и за судски систем, и за здравство, за се треба да има некакви правила и сите граѓани ќе се прилагодат на тие правила ако има казнивост. Добро, окей, сите сме сложни дека интеграцијата или процесот на интеграција во Европската унија ќе биде еден дополнителен катализатор реформите во државата да се прават побрзо и во правилна насока, што е уште поважно. Ајде има латентни најавувања дека по нова година ќе има некакви придвижувања во однос на некој можен договор со бугарите. Кирис Преска спомена дека во меѓувреме он смета дека државата треба да се направи некакви законски измени, да се модифицира како да се заштити тоа што мисли дека ќе му биде загрозено доколку бидат бугарите во Уставот. Мислам дека добро ве парафразирам, да. Зошто во меѓувреме државата не работи како мислите да направиме да замислиме што би било загрозено од влезот на бугарите во Уставот, па тоа да го заштитиме? Да, баш така.
Малце нелогично ми Јас ќе ти кажам зашто е логично. Затоа што кога работиш, антиципираш во иднина што Добро, не, окей, све. какви се работи ќе произведе одредено решение. Поентата е дека не сакаме под бугарски диктат да ги внесеме во Тоа бугарски диктат, коленичење, тоа се фрази кои што се окей, ги разбирам, емотивни се, интересни се како теза. Ајде да видиме решенијата кои се. Како во ќорсокак сме? Нели сме во ќорсокак? Кога сме во ќорсокак имаме две можности. Да си седиме во ќорсокакот, три, лажам. Или да внесеме бугарите во устав. Тие се можностите. Не, да седиме во ќорсокакот, да чекаме некој да ни го реши проблемот или да бидеме проактивни да бараме решенија самите. Треба да проактивни да се средиме државата. Јас сум за тоа, за ги бараме. А не дека ќе ги внесеме бугарите во устав, дека ќе влеземе утре во Европската унија и ќе ни се смени магично целата држава. Тоа се приказни за мали деца. И тоа сега со последни весточувања војната во Украина, нели ќе се забрза влезот во Европската унија, ќе се забрза влезот на повеќе земји, се загреа ќе народот или внесете ги бугарите, утре влегувате во Европската унија и од задутре вие бомбона државата. Тоа е апсолутно песимисти и оптимисти либерали. Ама не, тоа е тотално нелогично. Од оптимистичка гледна точка. Значи постојат можности и постои начин. Значи доколку ние после изборите јасно беше кажано од ЛДП да ги завршиме уставните избори со одложено дејство. Така? Измени. Ние можевме да го завршиме тоа и да му кажеме на Брисел, ние го завршивме. Тоа е во заклучоците на Европскиот совет. Не е во протоколот што е со Бугарија, затоа што тој нема правно дејство еднакво како што го има и договорот. И да кажеме ние го завршивме тоа. Втора работа, нели произлезе предлог дека може дури да се стави тој така наречен sunset clause. Како што го имаме всушност во одреден друг контекст, во договорот со Преспа, ако за 5 години не влеземе во Европската унија, едноставно престануваат да важат тие. Значи можеме да смислиме заштитни клаузили не само во овој домен. Заштитни клаузули во однос на законот за образование, дека не сме да се глорифицираат соработници на фашизмот, на нацизмот, кои што негираат геноцид. Можеме да ставиме дека супер звучи, но како кој се гарантира дека утре ние за време на преговорите за влез во Европската унија нема да бидеме блокирани по било кое прашање од страна на Бугарија за измислени клубови вакви, такви, онакви, го тепале некој на пазарче, се скарал со жена му, бил репресиран од страна. Како ние утре ќе се заштитиме, кој ни дава гаранција дека нема Бугарија да не блокира? Гаранција. Значи како што го направија? Ние тоа го сакаме. Како што го направија, дозволете. Како што го направија по Брекзит договорот. Исто така британците има страв. Ако тоа ирците нема да им го злоупотребат пристапот кон Северна Ирска. Се направи Северноирскиот протокол со интерпретација на веќе договореното. Договорот со Меркосур сега кој што го договорија, така, се става само заштитна клаузула доколку Боливија, да кажеме, не го почитува, веднаш стапуваат на сила царините. Можеме да ставиме самите заштитни клаузули. Не велам дека треба да се биде наивен. Никако. Треба да се биде оптимист и да се размислува како да се само заштитиш, а не да чекаш постојано некој да те заштитува. Да, бидејќи меѓутоа ќе согласите сите дека зашто и да било да се направи со бугарите, дека треба довербата меѓу двата народи да се врати. Абсолютно. И сега кога сите работат на тој процес, имаме минатата недела еден настан во Бугарија каде што претседателот Радев ги собира на една маса представниците на Сдруженијата на бугарите во Македонија и првиот што се јавува за збор да каже колку немаат права, колку се тие против уставни измени со одложено дејство, вели јас доаѓам од Балканскиот Ерусалим, од стариот бугарски град Охрид. И од тука почнува се. Точно. И сега тоа наидува и на Кавге, сега тоа се територијални претензии. И информациите ја што ги имам однатре дека после тоа настанува и Кавга меѓу овие представници на бугарите што се тука, дел си одат, дел се навредуваат меѓу себе, дел обвинуваат дека сето тоа што се случува таму е една прокси кампања за идејата на Радев да формира политичка партија, меѓутоа штетата која што ја трпи е индиректно Македонија, бидејќи кога се слушаат такви изјави од највисока установа на соседна земја, каде што Охрид се кажува како бугарски град, како после да градиме доверба? Како тоа да го премостиме? Еве, можете и зајко колега. Добра, ние првен меѓу себе треба да изградиме доверба, пошто ние меѓу себе не комуницираме. Ако претходно беа обвинувањата дека не била комуницирана тогашната опозиција, сега од медиуми дознаваме дека не знам биле македонските бугари кај Радев, дека тука се разговарало за некаков патоказ за
заедниците и немаме дека нешто се прави, ама ништо не знаеме и немаме информација. Значи, не знам зашто првен меѓу себе не си веруваме, значи треба првен да си ја закнеме да вербата меѓу себе, да комуницираме меѓу себе и така да дојдеме до решенија, па после да мислиме на довербата што ќе градиме надвор. И ние цело време само ги кажуваме лошите случаи, јас не ги апсолутно бранам бугарите и таму има лоши наративи и лоша дискусија по однос на Македонија, но ајде да зборуваме колкава е трговската размена со Бугарија. Дали имаме ние македонци кои што играат во фудбалски клубови во Бугарија? Ајде да ги збориме темите кои што може да ја вратиме довербата. Ние никако направивме недоверба помеѓу народите, да се гледаме исклучиво само низ ниша, ако некогаш беа македонските туристи во Банско најмногу бројни или бугарските во Охрид, сега едноставно како да почна да расте омрази и тоа алармирав низ години. Јас тој договор не сум го гласала, ниту Драгана го гласала, но еве таков како што можеме да го користиме како орудие, или ќе го користиме како орудие што ќе го свртиме во наша полза, или дајте да разговараме за други механизми, не знам, негово поништување ако е веќе толку проблематично. Важна работа, дали ќе седиме во ќорсокак или ќе излеземе од самиот ќорсокак. Прво мораме да бидеме искрени дека во оваа работа со Бугарија ние самите прифативме да влеземе во ќорсокак. И да тоа е погубно што македонските и македонската влада, поранешната македонска влада, прифати сами да влеземе во ќорсокак и сами се доведовме до тоа. Сега дојде друга влада која што исто така важи со истите наративи дека и тогаш бевме ние против оној француски предлог така наречен и сега и стоиме за тоа и ќе стоиме за тоа. Значи, она кое што е најважно во политиката е да излеземе од овие ќорсокаци, така наречени, е да шириме една прво позитивна дипломатија. Прво ќе се согласам дека за подобрување на животот во Македонија, прво треба да си почнеме од реформите дома. Искрено, ова е мојот личен став и моето политичко делување се сведува на тоа дека прво дома треба да си разговараме за реформите дома, ниту образованието, ниту културата, ниту не знам правосудството, во голем дел не ми зависат на мене од тоа што ќе ми каже Европската унија. Дозволете, еве 16 месеци правиме навистина напори, не е лесно, не велам дека е доволно, но ќе работиме. Сега, во ситуација сме таква каква што сме, дискутирано е тоа со јавноста, но верувајте дека работиме многу посветено на лобирање за подобрување на македонските национални интереси и подобрување на македонските позиции. После нова година ќе се случува нешто, имаше такви најави од премиерот дека ќе има некоја засилена активност. Се случува цело време. Ние не престануваме да лобираме и претходно и сега ќе лобираме за подобри национални позиции. Дали само лобирањето е доволно или треба нешто плюс да се направи? Апсолутно, лобирањето е една многу моќна алатка во дипломатијата која што може да ги придвижи нештата, но она лобирање кое што претходно сведочевме не доведе до оваа ситуација. Сега треба да наоѓаме начин заедно да излеземе од истото. Јас многу често знам еве да се согласам со вас околу тоа дека треба македонските партии, сите политички партии во Македонија конечно да се обединат за тоа на кое што значи ЕУ интеграција и обединето да застанеме за ова, бидејќи на народот му е навистина смачено и навистина нема време од политички препукувања. И да не звучам патетично, стварно една држава имаме и мора нешто да направиме. Сме за Европската унија, посветени сме на тоа, работиме на тоа, верувајте. И ценам дека 15 секунди Кире за молам да завршуваме. Јасно ми, млади сме двајцата, вие сте малце помлади од мене. Мислам дека треба да го ставиме. Јас тоа го сметам за бенефит. Да, апсолутно. Јас сум убеден дека имам 29 и кој кажува дека не е така, да не му верувате, верувајте ми на мене. Меѓутоа, сакам да го ставиме на страна она Бранко е крив, Грујо е крив и слично. Сакам ние кога разговараме вака да се обидеме да се фокусираме, да се фокусираме на Не, мора да збориме решението мора на проблемот да се сега за да најдете решение на нештото треба да морам да одјавам па вече добро да им кажеме на граѓаните дека не можеме да се правиме наивни со слаба меморија од каде меѓутоа треба граѓаните да знаат дека сме способни да седнеме заедно, да се напиеме кафе, да размислиме заедно, а не го правиме тоа. И тука треба да работиме. Се согласуваме околу тоа. Апсолутно се одлично, ајде да направиме тоа, да комуницираме повеќе помеѓу себе. Дека ова решение ќе не донесе до проблем, не донесе до проблем. Една од нотификациите вчера беше дека токму не може да очекуваат да имаме соработка и да ги решаваме проблемите, кога она што е видливо во парламентот е сосема. Ви благодарам уште еднаш се непишаното правило се потврди дека секогаш на крајот на емисијата станува интересна. Тебе ќе побарам и од управителите на телевизијата малце
повеќе време да ни дадат. Ви благодарам уште еднаш за учеството во емисијата. Пробав да ги одговориме сите прашања, ќе се видиме претпоставам повторно во ваков или сличен состав. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.